Значи сега Добър ден. го почувахме. Но не искам. Нещо ми блокираше пак. От вчера нашата листа е цялостно блокирана. Що насока ви дадова? Кой знае? Само. Тук не е добър компютър, се извинувам. Не бара. Не съм не отвър. Можеш на горешна апликация да влезеш? Повеќе. Ама барај ти, јас ќе Ще подпишам. пробвам и къде. Ти подпишувате Да. за? За Филип Петровски. Само да ме напишеш. Много матично приятел. Имате? Да, написала от съгласен. Следващ. Да прашам, сушто вчера само на бюрото стојат од кандидатката Гордана Силјановска папката, а на Филип Петровски од фиока се вади. Пошто видовте денеска како председател на Единствена Македонија, кој што е дел од Македонија блокира, како граѓани на Република Македонија, го дадов својот подпис за кандидатот за председател на Република Македонија, доктор Филип Петровски. Во оваа прилика можам да го изразам моето разочарување и осуда од вчерашниот ден што се случи на избирачките места, бидејќи нашите информации говорат, имаме потврдени и документирани сознанија дека активисти на ВМРО-ДПМН стоеле на избирачките места и вршиле притисоци за луѓето кои што сакаат да се потпишат за кандидатурата на Филип Петровски. Исто така ни кажа дека масовно по избирачките места се подметнувал формуларот од Гордана Силјановска да се потпишуваат луѓето на незинот формулар, бидејќи на секој лист не стои името на кандидатот за председател. И еве сега ние од Сабања наутро имаме многу луѓе кои што доаѓаат, кои што ни кажат дека се потпишале, а при нашите проверки гледаме дека ги нема во избирачкиот список. Сакаме да упатиме на порака дека македонскиот народ и сите ние нема да дозволиме да го направат овој фалсификат што го спремаат Заев и Мицковски, бидејќи јасно е дека сето ова укажува дека они одат на еден премолчен договор да има само 20 кандидати, да не се вметне трет кандидат во оваа изборна трка и да ја продолжат таа нека погубна политика која што водат во 28 години да се менуваат ВМРО-ДПМН и СДСМ на власт. Меѓутоа, како што кажав, ние и покрај сите обструкции што ги имало вчера сме презадоволни од првиот ден. Сабајле во нашиот штаб дојде информацијата дека има некаде околу 4.500 подписи за кандидатурата на Филип Петровски, значи само во првиот ден, и затоа ние очекуваме во наредните денови да ги собереме овие 10.000 подписи и еве во оваа прилика да ги повикам граѓаните да го дадат својот глас за кандидатот Филип Петровски, а потоа на изборите исто така да гласат за Филип Петровски, бидејќи јас можам да ја уверам јавноста дека само Филип Петровски е кандидатот кој што може да ги победи овие кандидати. 20 кандидати, тие сушто се 20 кандидати, ВМРО-ДПМН СДСМ се иста матрица под контрола на американската амбасада Джес Бейли, тоа е
тоа се една иста партија, Поглед за Македонија, составена од два дела СДСМ и ВМРО-ДПМН. Значи Филип Петровски е кандидатот кој што единствено може да ги победи овие кандидати и Филип Петровски е кандидатот кој што ќе ги спроведе тие определби, ќе направи Македонија како што ја посакуваме. А тие определби се гордост за секој македонец. Да ги повторам во оваа прилика, веднаш започнување постапка за поништување на Преспанскиот договор, укинување на двојазичноста, враќање на државното редување на Македонија на изворните асновски или еденски принципи и предизвикување ворни парламентарни избори. Значи, уште еднаш ги повикувам граѓаните масовно да излезат, да го дадат свој глас и во наредните неколку денови да ги собереме подписите за потребната кандидатура.